Прејако, прејако. Воздухот свеж. Температурата идеална. Пустината Сахара. Алпите. Грузија, во Ерменија, Во Кападокија. Јас сум Ташето и ова се моите патувања. И добро утро на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со Ташето. Дојде днес конечно време да го видам главното нешто на Пиренеите, односно да ги осетам одблиску, да си искачам конечно на 2000 метри надморска висина, бидејќи вчера не успеав. Всушност денес тргнувам значи тука од каде што спијам во Франција. Го возам превојот на Пиренеите Кол де Турмалет. Потоа одам кон еден друг превој преку кој што ќе влезам во Шпанија. Значи денес ќе преспијам во Шпанија. Така да ја напуштам Франција и пак нема да се вратам, нема да влезам. А пред мене веќе гледам снежните врвови на Пиренеите, се надевам дека денес нема да има затворен пат. Со оглед на додека вчера забележав пишеше гужви дека има нови превој горе, така да сигурно е пуштен за сообраќај. Значи превојот се вика Кол де Турмалет и се искачува на 2100 и нешто метри надморска висина. Прекрасно утро овде, не е жешко многу, меѓутоа не е ни свежичко како за планински предел. Горе сигурно ќе биде свежо, сепак 2000 метри надморска висина, ова комбето пред мене сега не мораше да го има. Чекај друга. Ете така. Сега останувам да видам што ме чека на Пиренеите, дали ќе видам пријатно изненаден, непријатно. Зеленилото е понек. Иначе од местото каде што ми беше сместувањето до нависоката точка на овој превој имам само 11 км, така да некаде 20 на минути возење, што значи дека свиев многу блиску. Меѓутоа сепак јас од Сабајле морав да се вратам на нас за 12-13 км за да турам бензин, бидејќи како што се сеќавате вчера не турив, чекав потврда да имам некаква дека ги враќат тие пари кога ќе турате бензин на самопослушните бензински. Иначе овде сите овие Пиренеите имат премногу стази за скијање. Веќе полека излегувам од шумата. Сабајле иначе имав и поедок, не ви кажав. Нешто благи работи, беше мармалад, мед, такви работи. Сега веќе почнувам да имам осет дека се искачувам на големи надморски висини. Изгледа има нешто како викенд населба. Еве она ски лифтот кога се викаше за искачување до ски стазата. Така да овде кога се скија сигурно е врие луѓе. Еве има и кафича десно, многу викендичи згради со апартмани, хотели. Се уште си искачувам нагоре. Тука гледате се уште снег има. Интересно е што не е стопен, бидејќи кога што гледам сонцето цело време сега мала натаму. Но може би се сливаат горе. Може би големи количини биле, па малку по малку се топи. А не е нешто ладно многу. Свежичко, ама онака супер е, не е да се тресам да нешто. Јаки зградичина се.
Преако е, но сега се дека е место за туризам. Ева ски стазата одма пред мене. Да беше во сето голо, например да ги немаше оние хотелите, онаму кафичите едно друго, тоа мислам дека ќе беше уште подобро. Онака ако немаше само патот, ако беше единствен знак на цивилизација. Гледайте колко е јако. Време е да продолжам. Се уште има за искачување, се уште не сум на највисоката точка искачен. Преако. Снег покрај самиот пат. Дали ова е највисоката точка на патот, што има толку застанати луѓе? Направив јас една пауза тука, местото е навистина прекрасно. Воздухот свеж, температурата идеална. Иначе овој планински венец, Пиринеите, всушност ги делат Шпанија и Франција. Воедно полуостровот на кој се наоѓаат Шпанија и Португалија го викаат Пиринејски полуостров. Кога што слегувам надолу, веќе се гледа и дека снегот е се постопен. Направив паузи, иначе пред малце со еден холандјанец дојди, тој застана со мотор, беше исто. И вика, сега имам 3 недели одмор, па после имам, вика, во јули 5 недели одмор, тогаш сакам, вика, и Алпите да ги возам. Си викам, младе си ти, толку одмор. И јас сакам, ама нема. Во градот Лоурдес, иначе сега низ него поминувам. И потоа започнувам повторно со искачување, мислам нека ќе започнем кон Пиринеите, со тоа да влезам Шпанија. Нормално се надевам дека ќе функционира тој превој преку кој што сакам да влезам во Шпанија. А иначе во Франција општо забележав многу има стари луѓе, да речем пензионери што планинарат. И може затоа се и толку на нога луѓето, онака не знам, по 80 години изгледаат, ама се на нога ко помлади да се, кога немат 80.
повторно тука интересно возење како во Италијата патчето што го имав. Сега иначе се искачувам повторно на Пиринеите кон превојот кој што влегува во Шпанија. Всушност највисоката точка на тој превој е границата самата помеѓу Франција и Шпанија. Луѓе, застанав слика да направам, видете колку е предобро место, магично. Прејако, прејако. Прејако, магично. Ова е чисто совршенство. Значи предобро нешто овде за возење, дури може би овој превој е полубав од оној прење што го возев. Не знам искрено, тука негде мешани чувства имам што се вели. Предобро, значи видете ги снеговите на планините, зеленилото, па потоците, реките што течат низ планините, чисто совршенство, значи. Сега тука е на пауза, ќе направам обавезно. Да видам кај би можел да застана. Охо. Не е паркинг. Меѓутоа ќе застанам јас на најдругиот паркинг. Сакам подобар поглед да имам. Гледајте. Направив јас една добра пауза тука. Дува, не е страшно дувањето, ама пак не е слабо. Сега дојде време јас да влезам во Шпанија после пешачкиот. Треба сега да сум Шпанија и официјално добре дојдов во Шпанија. Очекува барем знак да има. Ај, не има онде истред. Bienvenidos e Espana, провинција де Орегон. Одлично, сега веќе официјално сум во Шпанија. Ја напуштив, значи, Франција, не планирам да се враќам назад. Сега да видиме што има Шпанија да понуди.
И јас најдов сместување, сега барав, пошто имав неколку потенцијални смештаи, меѓутоа не бев сигурен ради паркингот, од едни чекав на Инстаграм повратен одговор, не го добив и сега најдов интересно многу место, само за моторџи е местото. Значи сместувањето е буквално само за моторџи, исклучиво е то потенцирано на Bookingот. Има многу добри рецензии на Bookingот 9.6, а и на Google Maps има предобри рецензии, така да треба да е добро местото. Сега од тука до таму имам, колку имам? 126 км, некаде 2 сати возење. Сатот е 2.25, така да ќе имам време. И ќе го возам познатиот, еден од подобрите патишта во Шпанија што го велат N260. Пат која сега го планирав да го возам, само не денес. Меѓутоа денес било пишано да го возам, барем дел од него. Така да сега по него ќе возам до тоа место таму. Иначе првите впечатоци од Шпанија ми се што знам интересни онака. Не е како Франција, малку како по-балканска да е Шпанија, пака барем во изгледот, физички немам уште со никој збор на ништо направено. Меѓутоа поминаа коли со гласни музики, со едно друго, така да такво нешто немаше во Франција. Така да ќе видиме допрва што ќе видам тука. Иначе исто така во исти стил се зградите. Може би е ова селцето, градчето каде што ворам не е толку традиционално како во Франција, градчината и селата, меѓутоа сепак интересно средено, обележано и тука е патот убав. Многу е притиснат Жешко, па Жешко од Франција доше добри, пониско е тука. Меѓутоа притисноста ме потсеќа на она што е кај нас во месец јули. Тука, што е склона. Интересен вајб ма во Шпанија, сега сеќа дека не е Франција, дека е поинаку. Не знам како поинаку, меѓутоа некако така нешто по-друго ми. А јас, ако не одам од таму, откај можам да одам? Ајде, јас го најдов место. Да видиме што ме чека тука кај ова сместување за моторџи само. Интересно местенце во Звосење и спалиње. Ферам го назад е. Онде требаше лево. Сега треба да завртам. Ајде да видиме. Има знак за мотори од лево. Јак. А чекај, кој е? А, ове, оно онде. Еј, јако.
Има и гаражи за моторите. Има и базен. Много дело. О, јако. Интересно местенце. Старе мотори. Значи сместувањето беше хостелско, значи делите соба со други луѓе, јас кога бев само еден друг човек имаше, меѓутоа имате и соби приватни, ако сакате со соби за двајца, значи буквално, и во местото навистина престојуваа само луѓе со мотори. Беше на прекрасно место, значи така изолирано, имаше околу вас едно прекрасно поле, зајди сонцето беше исто така преубаво, и луѓето, значи кои што го водеа местото беа премногу фини. Малку повеќе детали за ова место ќе ви кажам во почетокот од следното видео. А тука јас го одјавувам ова видео, доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш, останете поздравени и чувајте се.